Прочистениот избирачки список во 2016 година, кој беше потврден тогаш и од СДСМ, е доказ дека 20.000 дупликат матични броеви се дадени откако на власт е сегашната владеачка гарнитура, вели лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Во гостување на телевизија Клан подсетува дека покри СДСМ прочистувањето било потврдено и од другите политички партии, па прашува како тогаш пред 2016 биле издавани овие дупликат матични броеви, а избирачкиот список не бил проблематичен за никого. Дали тогаш пред изборите во 2016 година излегува од СДСМ, од ВМРО ДПМН, од ДПА и од ДУИ да кажат избирачкиот список е прочистен. Голем број матични броеви се издадени од 2016 наваму двојни. Би рекол повеќе можеби од неколку илјади, 20.000, каква е нашата информација? Зборуваат дека уште од времето на ВМРО двојните Ама зошто тогаш велеа дека е прочистен избирачкиот? Со овие матични броеви најверојатно се гласало во минатите изборни циклуси. Од МВР повторно се правдаат дека проблемот бил од многу одамна, а сега започнала постапката за бришење на истите. Станува збор за многу помала бројка од таа која ја кажувате, а ваквата појава започнала во 1981 година и по откривањето на истото веднаш е пристапено кон поништување на овие матични броеви. И таа постапка веќе подолг период е во тек, а голем дел од овие матични броеви се поништени. Оваа постапка наскоро треба да биде завршена. Инаку лидерот на опозицијата, откривајќи аферата Мафија 2 на брифинг со новинарите, кажа дека исти лица добивале дупликат лични документи со различни матични броеви. Тогаш кажа дека едно лице со два матични броја се јавува во избирачкиот список со своето вистинско име и со вистинска адреса, а вториот пат регистрирано како друго лице во друга општина. Вакви лица според Мицкоски има над 20.000. Според информациите кои биле доставени во партијата, известен Диме Димовски имал два матични броја кои се разликувале во последните 3 бројки, со едниот бил запишан во Чаир, а со другиот во Сарај.